Здраво на сите! Јас сум Ана Бошковска, наставник во Основното училиште Блаже Коневски Прилеп. А ова е Бојан. Кој е Бојан? Бојан е ученик во трето одделение. Сега ќе ви раскажам што се случило на еден од часовите по општество. Тој ден по општество Бојан, заедно со наставничката и своите другарчиња, учеле за сообраќајни средства и професии на луѓето во сообраќајот. Бојан весело дигнал рака и рекол: "Мојот татко работи на аеродром." Тогаш наставничката го прашала: "Бојан, а што работи твојот татко? Која е неговата професија?" Мислам... Се збунил Бојан и не знаел да одговори. Во тој момент, иако бил малку застрамен и загрижен, рекол: "Наставничке, јас ќе разговарам со мојот татко, ќе истражувам, а утре ќе подготвам проект за сообраќајни средства и професии на луѓето во сообраќајот." Така и направил. Кога заминал дома, истражувал, барал, пребарувал, разговарал со својот татко и направил проект за сообраќајните средства и за луѓето и занимањата во сообраќајот. Следниот ден тој почнал да му објаснува на своите другарчиња вака: "Со сообраќајните средства се превезуваат луѓе, различни производи и информации. Во зависност од тоа, по што се движат сообраќајните средства, тие можат да бидат за копнен сообраќај, а тие пак можат да бидат за патен сообраќај или за железнички сообраќај. Сообраќајни средства кои се движат по патишта се автомобил, камион, автобус, мотор и велосипед, а оние кои се движат по шини се воз и метро. Сообраќајните средства кои се движат по вода се чамец, едрилица, гумен чамец, глисер, а ова е голем прекуокеански брод. Тој превезува многу патници. Од него е слика на брод кој превезува разни видови на производи и стоки. Постојат и сообраќајни средства кои се движат по воздух. Тие се за воздушен сообраќај. Тука спаѓаат цепелин, балон, а секако најупотребувани се авионите и хеликоптерите. Сообраќајните средства, во зависност од тоа за што се наменети, можат да превезуваат патници или можат да бидат наменети за превоз на стоки и различна роба, кои ги викаме товарни сообраќајни средства. Оние кои превезуваат патници се, например, автобусот, автомобилот, авионот, а за превезување на производи е камионот. За да види Бојан дали учениците своите другарчиња добро го слушале, тој направил и квиз. Праша: "Одреди го на трапникот. Кое сообраќајно средство не се движи по копно? Дали по копно не се движи автобусот, авионот или можеби велосипедот?" Другарчињата размислувале и во еден глас кажале дека по копно не се движи авионот. Второто прашање било за сообраќајните средства кои се движат по вода. Тој понудил чамец, мотор и хеликоптер. Едно од другарчињата дигнало рака и на брзина кажало: "Тоа е хеликоптер." "Зошто?" прашал Бојан. Другарчето рекло: "Па чамецот се движи по вода, моторот се движи по пат, по земјен пат или асфалтен пат, а хеликоптерот се движи по воздух, исто како што се движи и авионот." Бојан преминал на третото прашање. Рекол: "Заокружи ги средствата за воден сообраќај." Другарчињата размислувале и сите дигнале рака.
но тој му рекол да одговора на Ахил. Ахил кажал, јас, Бојан, би ги заокружил големиот брод за прекоокеански пловења и едрилицата. Бојан се согласил со неговиот одговор, но прашал зошто. Ахил одговорил, балонот лета во воздухот, автомобилот се движи по пат. Значи, точниот одговор во секој случај ќе биде едрилицата и прекоокеанскиот брод. Така продолжил Бојан понатаму. Следно раскажувал за професии на луѓето во сообраќајот. Тој кажал дека постојат повеќе професии во сообраќајот. Во воздушниот сообраќај пилотите ги управуваат авионите. Стюардесите или стюардите се грижат за патниците во авионот. Механичарите се грижат за исправноста на авионот. Контролорот на летање го води авионот во одреден правец. Сите овие луѓе си имаат своји задолженија и без нив не би успеал сообраќајот во воздухот. Други поими поврзани со воздушниот сообраќај се аеродром, а тоа е место или објект каде што полетуваат и слетуваат авиони и се врши прием на патници. Писта, односно патека по која полетуваат и слетуваат авионите и другите летави. И секако Бојан тоа го прикажал со помош на сликчиња. На првата илустрација прикажан е аеродромот, авионот кој се летал или ќе полета, контролната кула во која се наоѓаат контролорите за летање и патниците кои чекаат да се качат во авионот. Стюардесата е прва која ги причекува и ги сместува во авионот, а пилотот во својата кабина чека да полета. Во водениот сообраќај професии се капетан, морнар, навигатор. Капетанот е човек кој управува со бродот. Потоа има многу морнари кои се вработени во бродот, а навигатор пак е човек кој го одредува правецот на движење на бродот. Други поеми кои ги среќаваме кога зборуваме за воден сообраќај се пристаниште. Тоа е место каде се врши прием на патници и стока на некој брег и посада вработени на бродот. Освен капетанот, морнарите и навигаторот, има повеќе луѓе како готвачи и друг персонал, односно членови на посада. На овие илустрации, на првата е прикажано едно пристаниште, тоа се наоѓа на некој брег, како што гледаме има и помали чамци, и бродчиња, и јахти, и поголеми бродови. На оваа илустрација е капетанот, а тука до него е морнар. Во железничкиот сообраќај и патниот сообраќај се среќаваат професии како возач. Возач е човек кој управува со автомобил или можеби со автобус или камион. Тука е и машиновозачот, односно човек кој управува со локомотива, а кондуктер пак тој проверува билети и се грижи за патниците во автобус или во воз. Тука се и одржувачите на возови кои се грижат за исправноста на возовите. Уште еден поим кој сите ние го знаеме, тоа е велосипедист. Велосипедист е некој што управува со велосипед, а тоа сме сите ние. Убаво е да користиме велосипед кога се движиме од едно на друго место. Така се грижиме и за себе, за собственото здравје, рекреираме, а секако се грижиме и за природата. Не ја загадуваме. И повторно Бојан сакал да праша што запамтиле неговите другарчиња. Ја употребил играта "Што сум јас". Почнал со една гатанка. Ај, повели, возот шишти, сирената гласно пишти, во куќава што се движи, штом ќе влезеш немај грижи, ќе те шета, ќе те вози, низ предели преку води, а пак назад добро свати, по пат шини ќе те врати. Што е ова? Прашал Бојан. Сите во еден глас извикале: машиновозач. Потоа преминал на следната загадка.
Кај не може возот змија, поминувам јас со кола по асфалт или земја гола. Другарчињата размислувале, а можете да размислите и вие, и секако одговорот би бил возач. А сега да ве прашам јас вас, што е ова? Дворец ми е џамбоџет, со него сум везден в лед. Денес летам за Атина, утре може би за Кина, за Њу Делхи, Багдад, Рио, Москва, Прага и Токио. Јас по светот летам кружам, патници со чајче се лужам. Размислете што би можело да биде ова. Јас, патници со чајче се лужам, везден в лед. Секако го одговорот го знаете сите. Тоа е стюардеса. Сега и Бојан на своите другарчина, јас вас, би ви предложила неколку активности. Сега можете во вашите тетрадки или во блокови да нацртате по едно сообраќајно средство од секој вид сообраќај. А потоа во тетрадките по македонски јазик или по општество би можеле да напишете расказ кога би бил пилот или кога би бил шофер или кога би била стюардеса. Напишете неколку реченици со што се занимаваат овие луѓе или како поминува еден нивни ден. Секако, ако внимателно го исследивте ова видео, вие веќе имате стекнати знаења за видовите сообраќајни средства според патиштата по кои се движат. Исто така знаете кое сообраќајно средство на кој сообраќај му припаѓа. Потоа знаете да ги набројувате занимањата, односно професиите на луѓето во сообраќајот, а знаете и кој што работи. Ви благодарам што го проследивте овој видео час. До следното видување. До гледање.